Јас сум учителка Вики. Доаѓам од градинката 25 мај во општината Гази Баба. Поточно во објектот Детелинка. Колку ми недостасувате детелинки. Посебно ве поздравувам. Денеска јас ќе ви раскажам една приказна, која се вика Дедо Медо и крушата. Но пред да ја слушнеме приказната, ние ќе се седнеме убаво, ќе си ги ставиме рачињата напред на коленцата, а косичките ќе си ги ставиме позади ушенцата. За ушињата подобро да ја слушнат убавата приказна. Посадил Дедо Медо круша. Крушата растела и пораснала многу голема. На есен гранките натижнале од зрелите круши. Дошол Дедо Медо и кога ја видел крушата, веднаш се исплашил, ја викнал баба Мица. Баба Мицо, дојди да искурнеме крушата. Еве доаѓам, дедо, доаѓам веднаш. Дошла баба Мица и се фатила за Дедо Медо, а тој за крушата. Наваму, па натаму, наваму, па натаму. Не можела крушата да се корне. Баба Мица тогаш го викнала на помош малиот внук Мишко. Мишко, дојди вамо, меченца, дојди да ни помогнеш да искорнеме крушата. Еве доаѓам, бабо, доаѓам. Така се фатила Мишко за баба Мица за Дедо Медо, а тој за крушата. Ете така, малото меченце Мишко за баба Мица за Дедо Медо, а Дедо Медо за крушата. Натаму, па наваму, крушата не се корна. Ја викнале на помош верверичката Цацка. Цацо, дојди, верверичке Цацо, дојди да ни помогнеш да искорнеме крушата. Па што правите вие овде? Ги прашала верверичката. Навистина вие мичките сте незнајковци. Зошто да искорнете крушата кога можете да ги оберете зрелите круши, а дрвото круша ќе си остане да живее и понатаму. Идната година ќе роди повеќе круши и поубави ќе бидат. Па ние не сме го знаеле ова. Ние гледаме дека секоја есен дедото ја корне големата репа, а дедото зајко го корне големиот морков. Те молам, верверичке Цаца, да ги обереме зрелите круши, а ние ќе ти помогнеме да собереш многу ореви, лешници, желади и печурки за на зима. Јас и Мишко ќе се качиме горе и ќе ги береме зрелите круши, а пак вие со баба Мицана ќе ги оставате во кошница, а потоа сите заедно ќе ги однесеме дома во нашата пештера. Така деца и сториле. Сите заедно ги убрале зрелите круши. Без да ја корнат крушата. Запомнете, само ги набрале жолтите круши. Потоа мечките помогнале на верверичката Цацка да собере желади, ореви, лешници и печурки за на зима. Сите биле другарчиња срекни. А дали вам ви се допадна приказната? Знам, навистина. Дали можеме да се подсетиме кои ликови учествуваа во приказната? Дедо Медо, баба Мицана, малото мече Мишко и верверичката Цацка. Кој им помогна на мечињата? Па се разбира, верверичката. А како се вика верверичката? Верверичката се викала Цаца. Другарчиња,
Ако ви се допадна приказната, можете да си ја раскажете на вашите мама, тато, баба, дедо. Можете да си раскажете на вашите братчиња, на вашите сестрички, но можете и да ја илустрирате, деца, приказната. Еве учителка Вики ќе ви помогне за цртање на мечињата. Главата ќе ја нацртаме со кругча, телото исто така, и носето, и ушињата, и ќе добиеме прекрасни мечиња. А исто така, другарчиња, можете дома, ако ги имате мечињата, а можете да си ги направите, па таткото мече да го игра дедо Медо, а мајката да игра баба Мицана, и малото мече Мишко да го играте вие. Така ќе добиете една убава драматизација, прекрасна драмска игра. Имајте убав ден, другарчиња, убаво да си играте, да бидете среќни, да бидете весели. До видување од учителка Вики, до следното видување.